Пред точно 30 години прототипот на NSX го здогледа светлото на денот. Тоа беше првиот обид на Honda да направи супер автомобил за кој мора да признаеме дека испадна прилично успешен. И не само тоа, пред него се сметаше дека супер автомобилите не можат истовремено да бидат и удобни и прикладни за секојдневно возење. Но инженерите на Honda не се согласуваат со тоа и со NSX успеа да го подигнат стандардот за сите производители на екзотични автомобили. Тука намерно го испуштивме зборот скапи, бидејќи незината цена ни оддалеку не можеше да се споредува со онаа на веќе етаблираните такви модели на пазарот, но затоа перформансите и беа сосема на ниво. Ознаката NSX всушност е кратенка од New Sports Experimental, што овој автомобил и навистина беше. Имаше ниско тежиште и централно сместен вешес мотор со прилагодлива работа на вентилите, кој без проблем се вртеше до 8000 пати во минута. Малата тежина на каросеријата направена од алуминиум беше само како шлаг на тортата. Плюс на тоа, во незиниот развој со свое мислење учествуваше и Ајртон Сена. Колку сериозно беше сватена потребата за вистински перформанси, кажува фактот дека тест возачите сметаа дека јапонската патека Сузука не може да го прикаже целиот потенцијал на NSX, заради што продолжија со својата работа на германскиот Нирбургринг. Првата генерација на Honda NSX се произведуваше од 1990 до 2005 година на почетокот со 3-литерски вешес мотор со 274, а подоцна со 3,2-литерски агрегат со 294 коњи. Беше редизајнирана дури во 2002 година, кога доби карбонски делови, изменето осланување и ксенонски светла за поагресивен изглед. Намерата на Honda сепак беше автомобилот да остане таков каков е и затоа цели 10 години се чекаше на неговата втора генерација, а таа пак е друга приказна, иако е раскажана во исти стил. Трпеливоста на јапонците да обстанат на своето најдобро ја илустрира бројката од произведените само 18.000 примероци од првата генерација на NSX за период од 15 години.